Поштовани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно последно издание за оваа работна недела на емисијата во ТЕК. Јас сум Мартина Прокови-Кустовска, денеска ќе бидете со мене се до 14 часот. Како што знаете, како што впрочем практикуваме секој петок, денеска ќе имате можност да зборувате на тема, да направите свој избор од темите кои што имавме можност да ги коментираме токму оваа недела. Па во таа насока јас чисто секако ќе ве потсетам неколку пати во емисијата кои теми имавме можност да зборуваме. Могерини, Македонија изминативе месеци многу напредуваше, но ја очекуваат нови напори спроведување на реформите. Недолично и агресивно однесување кај основците и средношколците, кај кого треба да се бара вината. Шекеринска рече, Македонија очекува нов мигрантски бран, секако дека ќе имате можност да зборувате и на оваа тема. За безусловната препорака која што ја добивме од Европската комисија и секако за прегазеното дете на пешачки во Ѓорче Петров, дали имаме безбеден сообраќај во Македонија. Тоа се неколкуте теми кои што ги одбравме за оваа недела, секако на кои што ќе можете денеска да коментирате во продолжение, да направите свој избор, доколку можеби не сте успеале да се јавите во текот на оваа недела и да дадете свој коментар, свое размислување. Што се однесува до темата која што имавме можност вчера да зборуваме за недоличното и агресивното однесување кај децата, односно се зборува за ученичките од основното училиште во Неготино, секако и за средношколците од средно училиште во Неготино, кои што недолично се однесувале во хотел во Италија, од каде имаат прекинато соработката со овдешните агенции поради нивното недолично однесување. Во таа насока, што се однесува до тепачката која што се случи помеѓу три соученички, во продолжение ќе погледнеме прилог од колегата Владимир Тевчев. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото, каде што ќе ве вклучиме и вас во програмата. Уште една тепачка, 2 часа пред онаа што се појави на YouTube, се случила во близина на Неготинското основно училиште Гоце Делчев минатата среда. Во неја учествувале истите малолетни актери кои јавноста ги виде на снимката, а на двете напаѓачки кои брутално тепаа своја врсничка, претходно им се придружила и трета. Подоцна, кога во дворот на училиштето девојчето беше тепано и влечено за коза, третата насилничка се повлекла. Полицијата денеска против сите три ученички на возраст од 13, 14 и 15 години поднесе известување до обвинителството. Ги сомничи дека сториле кривично дело насилство. По извршените разговори и спроведената истрага, полицијата утврдила дека нападнатото 14 годишно девојче имало повреди од тепањето. За истиот настан кривична пријава доби и вработен во агенцијата која го обезбедува училиштето. Иако можел, тој не го спречил дивењето на малолетничките. Во врска со истиот настан поднесена и кривична пријава против 31 годишниот РА од Неготино поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело, несовесно работење во службата, казниво по член 353В, став 1 од Кривичниот законник на Република Македонија. Имено пријавениот на 11.4.2018 година на работното место обезбедување на училиштето од Агенцијата за обезбедување СОС не ги извршувал действијата за кои бил должен да ги извршува. Инцидентот кој потресе македонската јавност се случи минатата среда кога поради кавга за момче, три ученички од основното училиште Гоце Делчев од Неготино брутално тепаа и влечеа за коса своја соученичка, а наместо да ја спречат тепачката, учениците кои беа сведоци на настанот снимаа со мобилни телефони. Ден подоцна снимката се појави и на YouTube. Инцидентот го осудија сите релевантни институции, вклучувајќи го и Министерството за образование. Просветниот инспекторат констатирал пропусти кај наставниците од Неготинското училиште. Така, тоа беше прилогот на колегата Владимир Тевчев, што се однесува до тепачката помеѓу трите соученички од Неготинско основно училиште. На што се должи ваквата агресија и недолично однесување кај децата и кај кого треба да се бара вината, ќе можете и денеска секако да коментирате на оваа тема. Во 11 часот и 30 минути очекуваме и да се вклучиме на предавање кое што ќе биде одржано од американскиот амбасадор во Македонија Джес Бейли на војната академија во Скопје. Предавањето ќе биде на тема национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи. На предавањето ќе присуствува и заменикот министер за одбрана Беким Максути, заменикот на началникот на генерал-штабот на АРМ, генерал мајор Мухамед Рацај, професори од Војната академија, како и питомци од 4-та година и студенти од 3-тиот циклус на студии.
Темите, како што реков, ги споменав, ете ги прочитав, доколку сакате уште еднаш секако, доколку не знаете конкретно за што зборувавме оваа недела, можете слободно да ме прашате во оваа емисија. Јас секако се во ваш интерес ќе ги прочитам уште еднаш. Ете, недолично и агресивно однесување кој основците и средношколците кај кого треба да се бара вината. Могерини Македонија изминативе месеци многу напредуваше, не очекуваат нови напори и спроведување на реформите. Шекеринска рече, Македонија очекува нов мигрантски бран. Македонија ја доби безусловната препорака од Европската комисија. Прегазено дете на пешачки во Ѓорче Петров, имаме ли безбеден сообраќај во Македонија? И Хан Заев, Македонија заслужи безусловната препорака, датум за почеток на преговори во јуни е следната цел. Телефонските линии ги знаете, можете секако до овој момент да не контактирате, секако и да го кажете вашето размислување. Дали имаме гледач на линија? Така, темата е по ваш избор. Од цела недела можете да направите, секако да зборувате за она што не успеавте да искоментирате оваа недела, сите оние кои што можеби не успеавте да се вклучите во оваа емисија, можете да го направите тоа денеска, да кажете свое размислување. Ете, можете да зборуваме секако повторно за агресивното однесување кај основците и кај средношколците, за недоличното однесување, бидејќи како што споменав и пред малку, имавме можности вчера да зборуваме на оваа тема. Навистина имаше голем интерес помеѓу вас гледачите и навистина сметам дека е важно да се коментира се со цел секако да се најде причината која е поради која што децата се однесуваат така како што имавме можност да видиме оваа недела и целата таа типачка која што предизвика една прашина токму кај нас во Македонија. Неколку гледачи имено и споменаа дека ова не е новина и навистина е така, меѓутоа овој пат бидејќи беше снимено со мобилен телефон од нивни соученик, да се дигна прашина околу целата оваа ситуација. Споменав дека туроператор од Италија прекинал соработка со агенција поради недолично воспитување на децата токму во овој хотел. Секако од Министерството за образование и наука ќе бара и одговорност за тоа и зошто биле децата оставени во Италија, останатите деца и професори заминале на прошетка, а истите биле оставени токму во хотелот. Од Министерството вчера изјавија дека ќе се бара одговорноста за ваквата постапка. Исто така, морам да напоменам и на темата за прегазеното дете на пешачки во Ѓорче Петров. Имено излезе информација која што имавме можност да ја прочитам токму утринава, дека жената која што го удрила детето немала возачка дозвола, на нејзино место седнал нејзиниот сопруг. Дали сметате дека имаме безбеден сообраќај во Македонија? Кои се постапките кои што треба да се спроведат се со цел да се обезбеди една поголема безбедност, но поголемо внимание, дали имаме култура во возењето воопшто, и тука можеме да ги споменеме секако и велосипедите и недостатокот на велосипедските патеки, но исто така треба да споменеме дека вниманието треба да биде поголемо како и кај велосипедистите, како и кај возачите на моторните возила, така и кај пешаците. Одиме со првиот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, Мартина. Добар ден, повелете. Поздрав и до вас. Многу касни некако гласов. Ке ми дозволите вака во кратко да се осврнам на неколку точки. Ајде. Прво, оно што се случи во Неготино со деца, со пајњето на девојчето. Добро. Тоа не е инцидент, тоа не е тоа недолично. Тоа е дивјаштво. Тоа е дивјаштво. И вакви девојчина кои што вака дивјачки нападна својата другарка, пред очите на нејзините други другари кои што мирно гледаја за жал и за секоја осуда, а уште поголема за редарот таму што е. И мој предлог е, знам јас отворам како се казнувале за такви инциденти и можда малку поблаги, учениците разместување од училиште во училиште. Треба овие три девојчи да дојдат, едно во Скопје, другото во Крива Паланка, третото некаде во Охрид. Тамо да ги завршат.
и да знаат сите нивни другарки и другари зошто за таму однесени. Тоа е казна. За професорите, наставниците во Италија што ги оставиле двете деца, тие професори позаедно со директорот не им е местото во просвета. Министерството треба да се заинтересира и одно суспензија на сите нив и никогаш во просвета да не влезат. Тоа е нешто трагично. Да оставиш ти дечина во друга држава сами и да одиш мирно, а како им беше совеста нивна, то да проложат мирно патот према Германија или кај ќе оделе. Тоа не се просветни работници. Пред се тоа не се родители. Тоа не се обштествени работници. Тие требат од просветот посхитно да се суспендираат. Сега, ако ми дозволиш, во кратко една слободна тема. Во кратко ќе се изразам. Пред неколку дена, мисля, че пред 10 дена предложив да поставите предлог екологија. Екологијата не е за никаде, меѓутоа ова прашање сакам да го поставам сега, овај момент. Зашто? Заради тоа што граѓаните на една голема населба ми област, тоа е Дерварца, тоа е една голема област која покрива, ја сочинува некаде околу преку 20 и нешто села. И осекогаш тие села живееле таму во таа територија. Една најчиста територија, каде што сите страни од ридовите, од планините бујат води. И сите села се населени таму кај што има води, кај што има чиста, бистра вода. Али сега не знам на кого му текнало тоа, точно тој дел таму да планира депонија за неколку градови. Охрид, Кичево, Куман, Струга и Дебар. Боже, чувај, брани. Ке речам една работа, поќе пати што сум ми рекол, ке ми извинат некој. Една имате изрека. Што еден лев човек може да ти направи, не можат ни 100 да го исправат. Низ историјава наша, низ практикава во економијата, има многу такви случаи, почнувајќи од фабриката во Велес, во Скопје, она што ја угушува вас и на многу други места. Ова сакам да го малце подкрепам ова моје кажување со едно искажување на еден наш борец, комита, соборник на Узунов, пребегал во Америка. И од Америка беше дојден овде неге 50-тите години, кај Чинарот во Охрид одржа еден добро, само ќе ви молам накратко за да дадеме простори на другите гледачи да се јават и да го кажат своето размислување. Беше по потекло точно таму, беше од тој дел. И тој во тоа време планираше и на селаните им кажа: ке цветат овај дел, оти одговара сите услови овде да се направат повеќе езерца. Кои езерца ќе ублажат пред се климата. И тие езерца ќе вратат животот на целото на таа област. Луѓето ќе останат тука и ќе продолжат среќно да си живеат. Наместо езерца, овде кај некоја депонија. Боже, чувај, брани. Јас како граѓани на Охрид сум заинтересиран и загрижен и за водата што ние ја пиеме. Зашто? Затоа што најголемиот извор од кој што се напојува Охрид, тоа е изворот во населбата Орман. Никој не може да ни гарантира нас утре дека точно и таа вода нема да се загади. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Јас ќе ве замолам да бидете што пократки, поконцизни, за да можеме да дадеме простори на другите гледачи да се јават, бидејќи има гледачи кои што навистина чекаат на линија и сакаат да го кажат своето размислување. Добар ден. Добар ден. Јас
Вчера се јавив за девојчињата, па некои работи ги заборавив. Имаше една емисија во Србија, во недел обично дават на 22 часот судбина на едно дете, што исто така е малтретирано, тепано од некој ромче што татко му бил во затвор. Да, и сите значи го имате испуштено. Ја знаете таа ситуација, нели? Знам за која. И така и дојде до самоубиство на детето. Значи, да се преземат големи мерки. Ми се чини во Загреб, во Хрватска, права за такви деца да бидат или не во поправителни домови да решеме тоа, него да бидат да работат во хуманитарна помош. Така да се запослат, значи да се останат со школото, не во едно школо, па во друго школо, глупости во други градови да тоа, или секој родител, никој родител неќе детето да му биде, да речеме, секојаш го паѓа што вика една како јагне, а се враќа како вол. Значи, во хуманитарна цел, да работи, да се докаже и после со тие педагози, психолози, ако е исправно, ако се покае, за да се врати повторно на училиште. Јас толку мислам. Добро. Поправителни домови, не знам дали би требало поправителното, ова е веќе втор пат. Значи ова е веќе аларм за нешто построго да се поднесе, не знам. Така мислам јас. Хуманитарна помош. Добро, значи да се пренасоча, добро. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Дали имаме друг гледач на линија? Да. Прегазено дете на пешачки во Ѓурче, имаме ли безбеден сообраќај во Македонија? Секако тука можете воопшто да зборувате за сообраќајот кој што го имаме во Македонија, да бидат опфатени секако сите оние кои што се активни учесници во сообраќај. Тука станува збор за возачите на моторни возила, велосипедистите, пешаците. Може да позборуваме секако и за препораката од Европската комисија. За изјавата на Могерини, Македонија изминативе месеци многу напредуваше, не очекуваат нови напори спроведување на реформите. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сум. Во програма сте, повелете. Само една забелешка на претходниот гледач. Не може онаја што е тепана и оние што тепаат иста казна. Тоа е недопустимо. Тоа е толку на барзина, казни, огромни. Оние што сакаат да казнуваат, треба многу да мислат. Казнувањето и неказнувањето е бара стручњаци, суди и така натаму и така натаму. Значи, многу сум регултиран како овај човек препозно што секој ден се јавува на телевизија, на таа што е тепана и на тие што тепаат иста казна им одредува. Фала многу, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Да. Недолично и агресивно однесување кај основците и средношколците, кај кого треба да се бара вината. Шекеринска изјави, Македонија очекува нов мигрантски бран после сите оние случувања кои што се во Сирија. Грчките медиуми рекоа дека Заев најавува референдум за името. Кое е вашето размислување по прашање, дали сте за референдум и дали сметате дека до јуни ќе имаме шанса секако да почнеме ќе имаме почеток, ќе добиеме датум за преговори за влез во Европската Унија. Хани Заев, Македонија заслужи безусловната препорака, датум за почеток на преговори во јуни е следната цел. Добар ден. Добар ден. Повелете. Мартина. Добар ден. Убав ден, како што е убав денов. Благодарам. Златанов се јавува. Повелете. Оној критикување што сум се јавил на сите телевизии од драгата колешка да ми се представи и дали она прво да прашам, што рекла дека сум малку како тежок човек и што беше тоа, не е битно. Нека се представи и нека каже кога сум употребил некој лош збор против некого, освен за лопови и тие лепливи прсти. Тука толку. Добро. Ја молам да се представи, а мислам дека сигурно е криво што у животот не можела да ми има, па може и затоа ме оговара. Сега, одиме на темиве. Повелете. За референдум. Јас сум се изјаснил 100 пати и сега ќе кажам. Бидејќи и сум бил и председател на изборни комисии, сите тие чуда. Кај мене во центар никогаш немало нешто фалсификат. Меѓутоа, кога ги предаваме тие кутии, значи во тие нивни тамо комисии, кога ги они откуцуваат во компјутер,
бидејќи знаеме, компјутерот со тој делит се може и погрешно да се внесува и сите тие чуда, бидејќи они што внесувале, треба да видиме ние што внеле во збирните прегледи. А и самите, значи, партии си имаат они увид од избирачките места, значи колку гласале за нив. Тоа треба да ми е јасно. И не знам што е препокувањето тука околу гласањето. Дека правеле мучки, таму рушеле овие кути, тие чуда, ама тоа повеќе беше јас колку што знам кај албанскиот таму, бидејќи нели по планини по она, колеги што ми кажувале, ако не ме лажеле, и јас лажам сега. Сега, значи, на референдумот рековме никако. За ученичките, овие што со автобусот. Со оглед на мене ми се случи во Варна, бидејќи, знаете, газите на тие трговски туристички агенции, они се уствари главните кривци за се, бидејќи работа ти на црно, јас и некој таму инспектор, ревизор, па и јас бев дори казнет и судски процес изгубив, а во Варна ме остави самиот газда, со кој што по телефонски беше договорено за да ме превземе, бидејќи има повратна карта. А он вика, нема, во еден правец ми дал. И тоа е долга приказна, да не збориме за судството. Таму он си победи, бидејќи јас за 20.000 барев оштета, бидејќи се мачев како куче, па од Варна, па до железничка станица, од железничка станица до Софија, кучиње ќе ми изедеа. И благодарение таму на тие, знаете, што ги има тие кошари, што ги викаме ние, па ми помогна некоја женичка таму, па да стварите да ги носам, бидејќи газата, кај што мислам тој ми е и пријател, он ми помогна и заедно чекавме на пат, кај што требаше да не преземе, он договараше, ајде јас да сум договарал, ќе кажам, не ја знам Варна добро, не знам каде треба да ме превземе. И сега, и на судот си го изгуби процесот, сакам да кажам, дека ради тие, па, мислам сега се префрлам на овие туристичките агенции, дека они се виновни, а ни професори, ни никој. Добро. Не може да тргне некој, бидејќи по законот они треба да имат и водичи. И самиот кондуктор треба да имат. Значи, тој мора да провери според бројот на патната листа дали сите овие туристи му се внатре на седиште. И не може да се дозволи некој, има закаснел. Па ќе чекаш бе душе, плюс тоа е во странство. Па и у Македонија да е, во Охрид нека биде. Добро. И дојра не било каде. Како можеш ти, посебно дете? Јас, ајде возрастен, ама може сум ги потрошил парите во Варна. Така? Со кој пари ќе се вратев ако си ги потрошил сите пари? Како ќе се снајдев? Еве, може сум ја изгубил картичката, може ми украле парите. И како јас од Варна, таму 800 километри, да се вратам до Скопје. Така да, одговорноста е на самата агенција. А шоферите не се уопште виновни. Тие се барам, јас колку години сум, неколку години душа, не сум патувал многу. Добро. Оно што сум патувал биле прекрасни. Културни, фини, младечи, да те, значи, на сите не задоволувале, значи, потребите на гостите. Значи, тоа е. А сега, за кој беше, за Могерини, јас сум рекол, они дојдоа повеќе да го испеглат Ѓорѓи Иванов за да подпише двојазичка. Да. А за ова за другото веќе нема што да се зборува. Добро. Да не беше Русија и Бугарија, немаше уопште ова сега, што викам јас ученик, што заслужува единица двојка, и него го прават дека петка. Така, да не се повторуваме од вчера, секако да дадеме простори на другите гледачи. Ви благодарам за вашето јавување. Изборна тема од цела недела, значи можете да зборувате за тема која што ја имавме во текот на оваа работна недела. Прегазано дете на пешачки во Ѓорче Петров, имаме ли безбеден сообраќај во Македонија? Грчките медиуми рекоа Заев најавува референдум зимето. Што сметате, дали треба да се направи референдум?
со цел секако да се реши спорот со името, да се слушне секако и волјата на граѓаните. Хани Заев, Македонија заслужи безусловната препорака. Датум за почеток на преговори во јуни е следната. Цел дали ќе ги имаме, ќе го добиеме датумот за почеток на преговори во јуни? Кој е вашето размислување? Могерини Македонија изминативе месеци многу напредуваше, но ја очекуваат нови напори спроведување на реформите. Вчера се обрати пред полното собрание. Недолично и агресивно однесување кај основците и средношколците, како го треба да се бара вината. Што сметате и на што се должи ваквото однесување, каде се прават пропустите? Шекеринска Македонија очекува нов мигрантски бран. Секако може да зборувате и за добиената безусловна препорака од Европската комисија. Тоа се темите кои што имавме можност да ги коментираме токму оваа недела. Кој е вашето размислување? Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас во студиото. Благодарам, поздрав и до вас. Повелете. Вака, не по една реченица, значи би кажал за наведените теми. Прво за детево од Ѓорче. Се испостави дека уствари надлежноста била на град Скопје, ако не се лажам. Так, да. Бидејќи таа улица била под град Скопје и со одржување и така натаму и така натаму. Град Скопје сноси одговорност дека не повел рачун за таа за ставање на семафори или за било како за препреки. Дури добив и информација дека оние лежечки полицајци веќе се забранети со закон за да се ставаат. Колку е тоа точно не знам. Меѓутоа јас ќе поставам едно друго прашање. За време на градењето на таа улица, во време на бившиот градоначалник, зашто не е поведен рачун да се стават таму семафори барем на 2 места или да се направат полукружни текови за да се забави брзината на сообраќајот таму? Не е тоа оправдување за сегашниот градоначалник на град Скопје, меѓутоа вината не смееме партиски да ја делиме, затоа што луѓе секојдневно таму многу имало, јас баш се распрашав, многу луѓе имало таму што погинале на таа улица. Се надевам, не знам колку имате информации, дека тоа е веќе во тек на решавање. Мислам дека рекоа дека ќе се ставали семафори и така натака и така натака. Да, рекоа од град Скопје, да, дека ќе се стават семафори, знаеш. Да, за девојчињата повторно само ќе кажам дека максимална казна за девојчињата кои што го тепаа на кутро девојче, независно за што станувало и како станувало збор, дали било за па тоа е по-банална работа, немам слушнато во животот, да земам да претепам некого за дечко или за девојка, тоа несватливо. Максимална казна за нив, значи, а девојчето малеско, тоа не значи дека ако вие сега се сретнеме на улица и вие ме опсуете мене, дека треба да ве претепам зверски. Има институции кај што треба да се научиме, да се обраќаме и да си ги бараме своите права. За Могерини само ќе кажам вака. Македонија полека, но сигурно сваќа каде е местото и каде е патот. Ние се уште постојат, мада тоа е многу мал процент на граѓани што се надеваат на таа пуста Русија дека овдека нешто ќе прави, притоа не земајќи во обзир дали русите еден денар овде имаат вложено пари во било каков развој на било кој демократски процес или на било која иновативна програма во Македонија. Такво нешто не постои за разлика од Америка и Европската унија, кои што тука имаат големи пари вложено и сега еве ни доделуваат и грантови за патишта, ни доделуваат, завчера мислам дека беше на вашата телевизија, видов доделени возила за Министерството за земјоделие, така беше некако. И полека се отвараме ние таму кај што треба да бидеме и кај што припаѓаме. Она што мене ме зачудува е како не може луѓето да разберат дека уште од самото осамостојување на Македонија како држава 91 година партиите, значи со акламација едногласно рекоа дека патот на Македонија кон Европска унија и НАТО алијансата. Одеднаш се ствара фама дека таа Европска унија не чини, дека таа НАТО алијанса не чини, дека таа Европа каде што сите ни избегаа е толку лоша и предраспаѓање да кој знае што ќе се случи утре. Мораме сите да делуваме заедно по сите можни основи
и по давачките, и по судските процеси, и по даноците, да им докажеме дека да, ние сме заедно со вас, ние сме на овој континент, ние не сме во Сибир, овде треба да се вложуваат средствата кај нас, треба предпристапните фондови веќе да ни се отворат, треба економски да почнеме да се развиваме и да осетат граѓаните дека нешто има. Инаку, доколку вака разговараме, дека ќе се распадне Европа, дека НАТО е фашистичка организација, дека слушнав, не сакав да се јавувам пред некој ден, дека дури и Хрватска беше наречена фашистичка земја. Тоа се катастрофални изрази, катастрофално размислување на народ кој што своите внуци и деца ги спречува насила, а не може да избегаат баш во таа Европа. Мораме да сватиме каде ни е местото, мораме заедно да работиме. Слушам дека сега опозицијата се фали како без нив не можело тоа да се постигне и колкава била улогата нивна. Да, како опозиција конструктивни. Немојте да мислите дека ќе заборавиме колку месеци ја блокиравте Собраниската сала за да не се донесе, за да не се воспостави владата на Република Македонија, што се случи на 27 и така натаму и така натаму. Наместо агресивна, треба конструктивна опозиција и само така можеме да одиме напред. И уште едно само ќе завршам сега, да не бидам многу долг. Мартина, се извинувам, ќе ве замолам. Повелете. Значи, оние луѓе кои што ќе се јават и кои што ќе речат фашистички организации, предавнички народ, предавници, не знам, петоколонаши, не знам што свет сме наречени. Ве молам, не им дозволувате да употребуваат такви изрази. Сега ќе ви кажам и зашто е најбитната причина, буквално поради тоа. Раздорот помеѓу младите од тоа што такви изрази ги слушаат на телевизија. И замислете сега, јас како родител, ако кажувам кај вас во емисијава, дека предавници се оние што не размислуваат како мене, дека петоколонаши се тие, дека ја продаваат државата, дека сакат да ја уништат моето дете, како ќе резонира утре и како ќе се дружи со детенце на родител чии што ставови се различни, а децава ги знаат. Ве молам на тоа повнимавајте, повеќе внимание обрнете. Ви благодарам и посакувам пријатен викенд. Ви благодарам и вам за вашето јавување, исто имајте и вие убав и пријатен викенд. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, ве поздравувам. Поздрав и до вас. Видите, госпоđo или господична, некако многу опширно претходниот господин си дозволи да дискутира. Немојте негово право што сака да каже, него јас сега ќе кажам едно во врска со името. Моje лично мислење, а и многу души, по секоја цена не ни треба на нас да жртвуваме народ и идните генерации за да влеземе во Европска унија, да влеземе под реални услови. Ниједна држава во светот не е толку уценувана како што е Македонија. Во Бугарија не признават јазик, не признават малцинство. Во Грција, да речеме, воопште ништо не смее да се каже зборот Македонија. Господинот Заев отиде во Швајцарија, ја направи Македонија најлошата и сите околу нас соседи беа исправни, а Македонија е таа што не е. Например, Бугарија не признава јазик, а договор се направил, договорот нема ни македонски јазик, нема ни македонска нација. Да ви кажам, јас сум 83 годишен. Добро. 46 година. Во Бугарија, кога беше Ѓорги Димитров, призна 220.000 македонци. Во денешен Благоевград, тогашна Горна Џумаја, се отвори македонско училиште. Да. Имаше првиот учител македонски беше господинот Илија Милчин, татко на сегашниот трезиштар Владен Милчин. Каде оти, а сега имало у Бугарија 5000 македонци. Да го питам претходниот гледач што толку
опшено реферираше каде е таа Европска унија, па да рече на Бугарија, па како шо виката нас, дајте признајте ги албанците, смените јазикот, двојазичност, не знам, ние на сите националности им дадовме пуни права. Албанците имат 3 универзитета, 7 училишта, и јако, тоа е добро. Меѓутоа, што имат нашите македонци во Грција? Од каде са тие македонци? Од каде дојдоа? Од Кавала, од Драма. Сега ние во овој момент представуваме протекторат на Грција. Шо ќе речат грците? Нашата влада, господинот Заев и Димитров, се ќе прифанат. Ја гледам вчера еден коментар на Канал 5, шо требаше се да се испуне. Дури ни забрануват тие земји што се не признале под уставното име и они да не по новото име, па Грција како сака нека не вика. Ние сме си Република Македонија. Сега треба да сменеме устав. Треба да јазикот да сменеме. На шо личи ова? Ово е партал држава. Ово е фашизам. Да, добро. Ви благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, убава колешки жермант на Петар Христовски Пепи. Повелете. Морам да се јавам дека треба да чекам 2 дена. Добро. Значи, најмногу со дечкото ме ќе поновам. Не да е Америка ваква и таква. Сатана за светот, по мое. Никако НАТО, никако ЕУ. За името, за Могерини, тоа све е игра. Она вика ќе примиме, ќе ве примиме, ама треба да исполните уште ваму, таму и така натаму. Тоа не верувам. Најубо, хубаво си прави заев, судењата продолжуваат, да им сосеби све за тие што краделе, 18 милиарди евра, да не именувам, така ќе бидеме најбогата земја во цел свет. Бетер од Андора и Мандора и таму, сега не му текне. Да им сосеби се и во затвор. Сите. Добро. А за девојчињата, најстрого кажа, да бидам краток секогаш, али еве, ми текна. Најстрога да се исклучат од школо и готово. Двете. Да. Добро. Ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. До моите колеги во режија да го зголема тонот малку во студио, да можам подобро да ве слушнам. Што се однесува до тепачката помеѓу соученичките, и те коментираме за тоа што се случува и како агресивно ја тепаат својата соученичка, меѓутоа во ниеден момент ми се чини дека само еден гледач спомена за децата кои што стојат околу нив и кои што само гледаат, а не превземаат никакви мерки. Секако и тоа е една загрижувачка ситуација, морам да напоменам, затоа што нема солидарност, ми се чини, помеѓу децата, помеѓу учениците. Би било секако фино да прокоментираме и таа ситуација. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам прилика денеска во вашата емисија да бидам и бидејќи изборна тема од цела недела. Јас пак сум изненадена од темите од политичките за планот 18 да бидите истакнато од страна на предпоставени чинители, да речам министри, што содржи тој план 18, за да ние обичните граѓани знаеме за да дознаеме за што се работи, иначе за бројки не можеме да дискутираме. Тоа ми е мене во денеска во мојот избор на тема, што сакав да ми биде, мислам, расчистена и да се запознам едноставно, бидејќи тоа е нешто ново за понатамошната политика на државата. Благодарам што ме сослуша многу внимателно и се најубаво. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Добар ден. Ден. Повелете. Дали сум во програм? Да, во програма сте, повелете. Ве слушаме одлично. Слушам друг глас. Намалете го тонот на вашиот телевизор, госпоѓо. Сигналот кај вас доцни и комуницирајте со мене преку вашиот телефон. Добро, фала. Повелете. Добар ден. Добар ден.
сакам вака да ви кажам. Секој нека зборува како што сака. За било какви прашања. Секогаш само со албанци. И дали се више свесни овие луѓе? Претходниот господин вика дека им дадовме тоа, им дадовме ова. А што нам дадел тој? Или па било кој? Ние не баваме ништо од него, или па како тој што има права и јас во Македонија. Так. Како може тоа да го рече им дадовме? Дали од джеп нешто нам дал човекот? Или Македонија, или било кој? Ово вистина не ми е јасно како со полна уста вика човекот им дадовме тоа, им дадовме ова. Па ние не сме дојдени од планета, па сега дајте само да живееме малку тука. Дали сме ние граѓани на Македонија? Да. И како има право тој да рече дека им дадовме тоа, им дадовме универзитет, им дадовме ова, им дадовме. Ово е вистина за чудење. Дали е свесен човекот што зборува? Јасно. И вистина за чудење. Сега имат проблеми тамо, не се меша во тие работи. Ако случајно дојде да се промени името, опет албанците ќе бидат криви. За секогаш се албанци криви. Дај више нека престанат. Така. Добро. Ние не ги мрзиме албанци, македонците. Зошто толку нас мрзат? Ја само се чудам. За секоја ситница се криви албанци. Ако грип ги фаќа, опет се албанци криви. Вистина шок сме. Фала многу. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Јас единствено би кажала дека штом не условува Грција со многу работи, дури и со идентитетот, јазикот и се, не треба воопшто да се отиде во Грција на одмор и парите да им ги оставиме таму. Единствено тоа ги замолувам сите македонци кои се сметаат за македонци и тие што се под наводници патриоти, нека не одат воопшто на одмор во Грција. Мислите дека тоа е возможно? На тој начин да им кажеме. Мислите дека тоа е возможно? Па би требало да биде возможно било каде во околината да се отиде, само не во Грција. Добро. Имајте убав ден. Ви благодарам, исто и ви имајте убав ден и убав викенд. Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Дали се слушаме? Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, само намалете го господјо тонот на вашиот телевизор, досни сигналот кај вас. Да можеме подобро да се слушнеме, комуницирајте со мене преку вашиот телефон. Повелете. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Јас се јавувам за прв пат. Драго ми е. Само сакам да се надоврзам не на ова, на претходната гледачка. Добро. Значи, планот 18 на владата на РМ ќе се оствари на тој начин, еве цела јавност да знае, кога ќе се ефектуира законот за двојазичност. Жената добро кажа, значи во 369 се донесе закон за двојазичност, а во 18 ќе се актуализира овој јазик, во 18 и кога ќе се заокружи тиранската платформа, тогаш ние ќе бидеме целосно оправдани пред Европската комисија за влез во НАТО и во ЕУ. Тоа е од мене, пријатно сутра. И благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Имаме уште малку време до крајот на првиот дел. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте.
Претходната гледачка што кажа дека нешто треба да им дадеме. Треба да е свесна дека ништо не им даваме, него они претеруваат од нивните барања. Они се заедница, ние сме народ. Македонија си го носи по народот и името. И они претеруваат во тоа, треба да го свати тоа. И затоа што двојазичноста носи многу последици за Македонија. Самото тоа, што ми е двојазично, значи доаѓа до турбуленција околу името. Не смее да биде двојазично и толку. И што цело време исто го зборат сите од албанска националност. Што вие ни давате, тој стил. Да, не треба да биде така. Ви благодарам за вашето јавување. Имаме денеска теми на кои што можеме да зборуваме. Јас навистина ќе ве замолам, денеска тема на разговор не е двојазичноста. Јас ги прочитав неколку пати темите и ви уште еднаш ќе ги прочитам. Оние теми кои што имавме можност оваа недела да ги коментираме. Шекеринска Македонија очекува нов мигрантски бран. За добиената безусловна препорака од Европската комисија, Македонија доби безусловната препорака од Европската комисија, прегазено дете на пешачки во Ѓорче Петров, имаме ли безбеден сообраќај во Македонија? Грчките медиуми Заев најавува референдум за името. Хани Заев, Македонија заслужи безусловната препорака, датум за почеток на преговори во јуни е следната цел. Дали сметате дека во јуни ќе добиеме датум за почеток на преговори за влез во Европската Унија? Могерини вчера се обрати пред во собранието. Македонија изминативе месеци многу напредуваше, но ја очекуваат нови напори спроведување на реформите. И последната тема на која што вчера имавме можност да зборуваме, недолично и агресивно однесување кој основците и средношколците кај кого треба да се бара вината. Имавме можност да погледнеме и прилог, така што имаме неколку теми на кои што можете да направите избор и да зборувате за онаа тема за која што можеби во оваа недела не успеавте да го дадете својот коментар. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Добар ден. Во јуни ќе добиеме препорака, тоа е повеќе од сигурно. Оној труд што се вложи до сега, ќе има резултат. Ова беше дел од тој влог на нашите политичари, мислам на оваа влада и претходно што беше, не претходната влада, него претходно што работеа СДСМ и останатите за ова денеска што ќе се случи, мислам денес, што очекуваме во јуни да се случи и ќе се случи. Мора трудот да даде плод. Ако ми дозволите реплика не на претходна, не на таа што ни сугерира да не патуваме на летување во Грција. Која е таа добрососедска помисла? Како може да не летуваме кога тоа е наше право? Не може она да ни го оспори. Така да, а кога патува и кога сето ова го направија на времето, а сега ние младите не можеме да патуваме. Каде го има тоа? Таа истата веројатно патувала во Грција и тоа како? Додека ние не патувавме, а сега младите не смееле да патуват. Толку имам. Поздрав. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Дали имаме време за уште еден гледач да вклучиме? Добар ден. Повелете. Дали се слушаме? Добро, гледачот претпоставам дека се исклучи, може да се јави секако и во вториот дел да го каже своето размислување. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Повелете. Ало. Повелете, во програма сте. Мартина, добар ден. Добар ден. Пред да си посакаме убав викенд, малку да проговорам околу програмиве, нели? 369 и ова новата 18, која е најавена. Значи, дали ја разбравме или не ја разбравме 369, индивидуално е, кој како ја разбрал, колку ја разбрал и затоа и се јавуваат луѓето и дебатираат. Не ми се допаѓа, пак ќе потенцирам тоа што
луѓето се навредуваат, се напаѓаат, кој што треба на кого да му забрани и така натаму, а сум за еден однос културен, вие тоа го заслужувате. Апсолутно, со тоа што ни многу пати сум рекла, ни дозволувате и ни дадовте емисија во која си ги своите видувања кажуваме. Че според мене 369, бидејќи Бујар Османи, господинот Бујар Османи го следев кога презентираше, значи тројката во тројката се работеше на изборите, тука Европската унија беше максимално ангажирана, им припомогна да дојдат на власт, како им припомогна. Тоа беше тројката од 69. Сега не само Европската унија, малку и америчкиот амбасадор, не сме ги заборавиле тие работи, меѓутоа во ред. Шеската беше буквално период кога се бугарскиот договор добрососедски подпишуваше, нели? И ветување онака како се направи делимично изгласување на албанскиот јазик. Значи, еднострано во шеската се работеше, тоа морам да го кажам, немаше опозиција, самата позиција си ги постави тие работи, си ги гласаше и така натаму. Добро. Ние тука ќе мораме да ве скратиме, бидејќи во 12 часот ќе ги слушнеме најновите информации од Македонија од светот, меѓутоа можете повторно да се јавите секако во вториот дел од оваа емисија, да си го кажете вашето размислување, вашето мислење. Како што реков, во 12 часот ќе ги проследиме најновите вести од Македонија и од светот, потоа следува рекламниот блок, а ние се враќаме веднаш по рекламниот блок. Останете со Телевизија 24.